Ако Лидија Димова сама не си поднесе оставка, владата ќе ја разреши. Вице-премиерот за борба против корупција Лупчо Николовски една недела по избивањето на скандалот со трошењето на европските пари најавува дека предлогот за нејзино разрешување ќе го достави на следната владина седница. Директорката Лидија Димова смета дека не треба да даде оставка, но јас имам спротивен став. На наредната владина седница ќе побарам оставка и разрешување на директорката на Националната агенција за европски образовни програми и мобилност. Барањето за оставка од Димова е само театар. Потребна е кривична одговорност, реагираат од ВМРО од ДПМН. Театарот кој го прават СДСМ, Лидија Димова, Лупчо Николовски, Зоран Заев е само со една и единствена цел, а тоа е да се дефокусира јавноста од криминалот кој е сторен во Националната агенција. Оваа смешна препирка низ медиумите, дали Лидија Димова ќе си даде оставка или не, дали владата ќе ја разреши или не, е само театар за граѓаните, да мислат дека оваа влада е честна и одговорна. Не, ниту е одговорна, ниту пак е честна. Оваа влада е се, само не е честна и одговорна. Лидија Димова влезе во низа од скандали кои достигнуваат огромни суми на пари, а сепак нема ниту еден отворен случај, ниту од јавното обвинителство, ниту е повикана да се сослуша, ниту ништо. Од обвинителството потврдуваат дека истрага не е отворена, само велат дека постапува финансова полиција. Случајот го истражува антикорупцијска комисија, а го следи и Европската комисија. И покрај низата скандали за трошењето на повеќе од половина милиони евра европски пари, Димова рече дека не планира да ја напушти директорската функција во Националната агенција за европски образовни програми и мобилност. Според објавените информации, Димова доделила 270.000 евра европски пари на фризерница, потрошила и 90.000 евра 3-годишен лизик на службени автомобили. Се давале пари и за обука на магариња. Последното обвинување стигна од вработена во агенцијата дека директорката им вршела мобинг на вработените.